Огорчен сум од општата ситуација. Први дезертер не може да биде министер за одбрана, второ ги понижуваат бранителите во секој поглед. Тоа е основата за тоа што сум тука и има други причини да се од минатото не ги кажувам. Сега моментално сум заради бранителите, поради тоа што се понижени. Дамјан Симоновски. Не сум член на достоинство нити на било каква политичка партија, меѓутоа сум македонец, кој сака да живее во нормална држава. Моите деца да живеат таква држава да имаат перспектива. Ако мисли некој дека е нормално да бивш дезертер и член на паравојна екстремистичка организација може да биде министер за одбрана, тоа не е нормално. Може ли некој да замисли во Велика Британија да бивш припадник на ИРА да стане некаков функционер во Министерство за одбрана на Велика Британија или еве поблиску од соседството бивш припадник на војската на Српска крајна да биде некој функционер, не дај Боже министер во Хрватското Министерство за одбрана. Ако некој мисли дека е духот на Рамковниот договор да имаме повластена етничка заедница за која не важи законот, еве гледам и од Алсат тука има, нека поминат овде во Старата чаршија и во Топанско поле да видат како функционира законот за главниот град, да не зборам за Рачиново, Кондово и други димни глајати. Воја Чаловски. Јас сум Гордана Поп Симонова од политичка партија Достоинство, тука граѓанин на Република Македонија. Сакам да ги охрабрам сите кои ја подржуваат оваа иницијатива, дека не сме само волку кои што гледате позади мене, дека деноиве примивме огромен број на писма на поддршка. Интересни пораки, јас од нив одвоив една која што посебно ми се допадна, која сметам дека го одразува мислењето на сите нас. Ако ми дозволите, ќе ја прочитам. Нашата иницијатива за собирање 150.000 подписи за референдум кој би значил смена на Талат Џафери од местото министер за одбрана е само канализирање на гневот на стотици илјади луѓе. Луѓе кои се директно навредени од срамната одлука командант на УЧК да ја предводи армијата. Луѓе кои рекоа до овде е линијата, понатаму не може. Сигурни сме дека потребните подписи ќе бидат собрани во најкраток рок. Со тоа ќе им напишеме порака на властодржците. Порака голема како глупоста која ја направија со именувањето на овој човек. Народните пратеници, оние кои треба да бидат нашиот глас, не само што храбро, машки ја премолчеа провокацијата, туку и се нафатија да му ја сервираат на народот како готов производ за кој што понатаму нема разговор. Со тоа што овој пат нема да им помине. Ние нема да дозволиме ова да помине. Ниту тоа, ниту нивните провокации, лаги, измислици и подметнувања. За сите нивни мали и големи пакости, за сите злодела кои ги прават и кои бидете сигурни ќе ги прават во понатамошниот период, за сите нивни телевизии, вестници, интернет страници, имаме еден збор кој што ги вади од памет, кој е наше единствено и доволно оружје. Честа на народот.